Работите се создаваат за да ни се олесни животот. Работите се менуваат за да бидат уште подобри. А работите кои што се сменети за да бидат уште подобри се уште поскапи. Ние сме сиромашен и скржав народ. Поише сме скржав отколку сиромашен, ама креативноста потекнува токму од тој аспект. Зашто да давам пари, кога и ова е исто? Ова е реченица која што секој кој што живее на Балканов или има кажано, или има слушнато. Нема шанса да не спаѓаш во овие два типа. Дури може да спаѓаш у двата. Пример. Купуваме сладолед од оние големени у пластични пакетчиња што се, го јадеме сладоледот, го миеме пакетчето и тоа више станува дел од нашата куња. Во него ставаме друг домашно направен сладолед се разбира, на гостите им ставаме за дома тоа што ќе остане додека биле кај нас на гости и трето, за кое што највеќе имаат примена овие пакетчиња, се сарми. После славата, секое парче сарма што ќе остане, се става во таа кутија и се става во фрижидер. И после тоа месец дена отвараш, си мислиш дека имаш сладолед, а уствари имаш сарма. Едина грешка за фирми за сладолед е тоа што не прават сладоледи во пакетчиња од по 10, 15, 20 кила, па да не треба ни легени за дома да купуваме. Друга работа која што покажува колку ние македонците, односно балканците сме креативни, е маска за далјинско. Да, маска за далјинско. Тоа уствари иде попратно во кутијата со телевизорот, ама од таму немаат замислено дека тоа ние ќе го користиме како маска. Купуваш телевизор, го вадиш од пакетчето нежно, пополека, го ставаш на витрина и потоа уште понежно, уште пополека, го вадиш далјинското. Или ако не го вадиш ти, на тоа што ќе го вади, 50 милиони пати ќе му кажеш да не го вади од нейлончето. И после кога ќе го извадиш далјинското со кесичка се разбира, го оставаш на маса и првите 2-3 месеци тоа далјинско се користи само ургентно. Ако смениш канал, следниот канал кој што доаѓа после него, ако не ти се свиѓа, мораш да го гледаш. Го гледаш 10 минути, зашто не сакаш да го смениш да не ти се излитат копчињата. Ние уствари имаме измислено маска за далјинско уште пред да постои маска за телефон. Ние сме понапред со времето. И после така кога ќе се опуштиш после 3-4 месеци више почиња да се кине кесичката. Тоа се трауми од детството. Кога сакаш да го пуштиш телевизорот да гледаш Сунгерот Боб и наеднашка кесичката е скината. Но за тоа не си ти крив. Твојот помал брат, кој што е попаметен и поитар, го има скинато и го има свиткано за после ти да испаднеш крив. Али ти тоа не го знаеш и си мислиш дека си крив, го ставаш далјинското и ти така го виткаш и одиш во детска и се преправаш дека учиш. А уствари ја читаш Оче наш на глас и се молиш. Доаѓа татко ти од работа, седнува да гледа вести, еднашка слушаш Што е ова? те вика, ти така оставаш Оче наш, искачеш од собата, влагаш во дневна и со поглед го прашуваш, иако знаеш зашто те вика. Ти се врти, те погледнува оштро и ти вика: Оди видео на мој фиока на нима нека се од те постана да го залепиме далјинско, сте ја скинале ќутите, бе, идиоти едни, за ништо не ме било, бе. За сега ме решение, бе, замисли. Ти се кине кесата на далјинското, ја лепиш се од теб и го продолжуваш животот. И тоа стрикно само на местата кај што е скината, за него троши се од теб до 10 денари.